Почитувани колеги, колешки, почитувана јавност, очигледно можеме да констатираме веќе дека откако беше она ќе познато на владата, на оваа власт, тотално разобличено, откога се увиде дека ниту имаат капацитет, ниту имаат намера да спроведат нешто што го ветиле, што го направиле, или како што го очекуваат граѓаните од нас, сега очигледно веќе тоа е модифицирано и преминува во нова форма, тоа е АПП, ако пројде, пројде. Така и со овој закон, за жал. Има серија на такви примери што можеме да ги набројуваме, но во таа група, во таа категорија, еве, сега има таа несреќа да бидат и студентите. Ни криви, ни должни, не знаеме зошто, можеби ќе дознаеме некогаш, но очигледно натаму се движи власта. Сличен обид имаше и со пензионерите. Тие не се дигнаа на протест, кога баравме сега за финансиската помош на претходната седница. Можеби не добија толку помпезно внимание во јавноста, па останаа пократки за помош што ја заслужува. Но, за среќа, студентите беа побрзи, поефикасни, се организираа, го дигнаа нивниот глас и се случи тоа што се случи. Сега имаме настапи, извинете, сгрешивме. Неприфатливо е. Мислите ли дека тоа ќе помине? Зарем мислите, почитувана колешке, дека некој ќе поверува дека од толку подпишани колеги, 1, 2, 3, десетина колеги на предлог закон, ниту еден не го прочитал законот, ниту еден не знал што е, ниту еден не знал какви последици. Јас тоа не го купувам. Јас верувам дека се ги знаеме колегите од представници на мнозинството и знам дека некои од нив многу добро знаат состојбите во образованието, состојбите на студентскиот стандард и какви одлуки, какви рефлексии и последици може да предизвикаат. Имаме колеги со долгогодишно искуство што и како се добро запознаени. Јас не прифаќам дека не знаеле, но можам да прифатам дека им било наметнато или подметнато. Подобро да кажеме. Им било подметнато, бидејќи од кога беше разоткриено, веднаш правиме чекор назад. Еве да пробам со терминологијата што слушнавме денеска. Имавме предлог на закон со кој што сметнавме дека ќе се решат проблемите на студентите, кој што испадна дека ќе произвикаат многу повеќе проблеми, за да тој го повлечеме, денеска дојдовме со предлог на закон кој што не е во вистинска смисла на зборот решение на закон, бидејќи привремено решение, за да некогаш дојдеме до системско решение, кое што некогаш ќе треба да им ги реши проблемите на студентите. Некако вака во овој диапазон се движи дискусијата на представниците на мнозинството што добивме во однос на оваа тематика. Исправете ме ако грешам. Ние повторно немаме решение. И повторно им велиме, ова што го нудиме сега, нема да ви ги реши проблемите, бидејќи за тоа ќе треба некој системско решение понатаму. Од друга страна, амандманот што го понудува повтор пат веќе во МРОДПМН е комплементарен, директно комплементарен, зависен со барањата на студентите. И истиот амандман беше и претходно поднесен. Немаше ниту слух, немаше ниту разбирање. Кажете разликата, што размислувавте тогаш? Првиот пат кога беше одбиен. Дали можеби кога беше укажано на амандманот со кој што се предвидува од 120 на 160 денари да биде на целата година, да биде ретроактивен? Дали можеби тогаш не ви текна дека вашето предлог решение ќе направи вакви забуни во јавноста? Еве ако не било тогаш така. Лицемерно е. Навистина е лицемерие. Не можам да не спомнеме. Еве го повторно буџетот. За некој што има грижа за студентите, за некој што требало да биде посветен во периодот кој што доаѓа, кој што следи, ќе предвидува не само студентски оброк. Не збориме тука за 20, односно 40 денари, кој што се рефлексија само на инфлацијата ќе се наврата поназад. Не може да кажете дека се грижите, дека би било тоа интенцијата, кога мислам дека беше и претходно кажано и веќе повторам. За високо образование минус 86,92% во буџетот. Споредбено со претходниот буџет. Исто така огромен. Ученички стандард 19,72, 20% помалку. Во услови кои имаме 20% инфлација. И 20 помалку тоа е 40, иако не се собира така баш. За студентскиот стандард исто 17,96.
За наука минус 30,87. Инвестиции во образованието 17,24 минус. Се се ова минуси, се помалку средства. Се зголемуваат трошоците, ќе ги избориме за буџетот. Каде е фокусот на оваа влада? Каде сака да ги потроши парите? Од оние дополнително што ќе треба да ги извлечат граѓаните и стопанството, но знаеме дека овдека со минимум 20, 30, 40% не ќе троши на студентите и нивниот стандард, нивниот живот, нивниот развој и науката која што ја поседуваат. И конечно, може би ова е најдобро, изградба на училишни спортски сали минус 100%. Или па може би најмногу изградба и реконструкција студентски домови 30,88 минус во негативната зона. А не се прославивме. Имаше и представник на мнозинството кој што кажа дека последниве децении не се прослави држава дека гради нови студентски домови. Значи она што го имаме, што останало, ние решивме да уопште не го државаме. Условите ги направиме уште полоши. Јас така гледам, на работите се разбира, ќе се извинам ако грешам, но така е. Нема што по разлика да биде. 40 денари плюс и ги образложивме, не само што укажеме од каде може да се издржат, се само рефлексија на инфлацијата. 30% достигна инфлација на прехранбените производи. Го чувствувате и вие тоа. Логично е. Додека ние се расправаме овде, поминаа веќе 3 или 4 недели, 1920 денари веќе е поскапа коштичката во споредба на преходниот месец. Да, студентите се посебно, но и тие се дел од некој семејство што е обременето со истите трошоци. 30% на 120, ете ги 160 денари. Ниту им даваме плюс, ниту им даваме помалку. Но вие им кратите. Им кратите, бидејќи ако не го прифатите предлогот, нивните средства или средствата што ќе ги добијат вредат помалку. Со истите средства може да купат помалку производи. Помала количина. Како сакате гледате? И уште велиме, се укажува тука, вие сте криви од ВМРО ДПМН, сте поднеле амандман без да ги прашате студентите. И тие не сака 160 денари. Дополнително ќе ги иритирате. Јас не го реков тоа, вие го рековте. Односно го слушав од оваа говорница како образложение за законот. Што не е во ред. И дали треба да ги прашаме? Ако знаеме какви ни се условите и како тече инфлацијата. А станува збор за ранлива категорија, која што мал број на мерки се што може да ги направиме за да им искочиме во пресред. И конечно стануваме збор за оброк, да се преживее, да се помине денот, за да може да биде доволно сконцентриран и да има доволно енергија да се посвети на знаењето, науката и студиите. Еве кажете ми дали грешам. И какво ќе биде системското решение? Какви се потребите да се чекаат месец, 2, 3 или година за да дојде системското решение? Ние еднаш не добивме одговор. Потребни се системи ли? Потребни се градежни објекти ли? Потребни ли се софтверски решенија ли? Еве кажете ми како ви е вашата замисла, бидејќи не слушавме ниту од представниците на владата, ниту од предлагачите на првиот, ниту од предлагачите на вториот лош предлог на мнозинството. Какво е тоа системско решение што ќе требаш да ги генерира решенијата на оваа тематика? Доколку се смета или се насочува натаму дека инфлацијата не е проблем, дека владата нема да има антиинфлаторни мерки, дека нема да имаме инструменти со кои што ќе можеме да се надмине ваква ситуација, доволно е едно комисиско амандманче да се успее да го пратиме висината на студентскиот оброк, да ја прати инфлацијата. По-системско не може да биде. Но тоа повторно не се кажува. И повторно ние не знаеме како ќе бидат тековите во академската 2021-2022 година. Оттаму се разбира дека имаме уште многу што да укажуваме. Се разбира дека можеме уште повеќе да критикуваме, но мислам дека границите на едно трезвено однесување се надминати. И тоа веќе не доаѓа како пораки само од опозицијата во државата. Ностоп укажуваме на одговорност на она што ќе биде кажано, на одговорност на она што ќе биде направено. Веќе добиваме од високи представници на меѓународната заедница дека овој проблем во Македонија веќе се сведува на неказнивоста, што е следниот чекор по соочување со одговорноста. Ви благодарам.